Бараме во продолжение, ако ви кажам дека мој гостин денеска е Филип Поповски, ќе кажете кој беше сега Филип Поповски, а тој е добро познатиот шеф Фичо, кој што имате можност заедно со него да патувате низ гастрономските искуства кои што тој ги доживува и ви ги пренесува преку хедонизам со Фичо низ Македонија, се разбира на македонска телевизија и заедно со нас наш гостин шеф Фичо. Може така, шеф Фичо. Добро утро. Секако. Морав да те прашам како ти името и презимето. Да. Го знае некој освен твоите дома? Филип, само мајка ми која ме кара у принцип. Добро. Или веројатно ако ја налутиш сопругата, Филип. Да, или нешто што е поврзано со работа, кој некој сериозно ми се тоа Филип. На Филип може да не се заврта. Затоа што денеска ќе зборуваме за убави работи, ќе идеме со Фичо. Може. Фичо, што треба да поседува еден љубител на гастрономијата за да биде добар готвач? Добар готвач е дискутабилно. Знаеш, во нашава индустрија со угостителство важи едно правило, вика добар си колку последната чинија. Значи, не можеш да стигнеш до некоја титула добар или врвен или најдобар или било како и тоа да биде постојано, да го задржиш и да си остане така. Значи, добар готвач е некој кој што работи секојдневно на темата, работи на нови креации, работи на комбинација на вкусови, буквално е вклучен, целото свое време го вклучува во креација на нови јадења. Добро, мислев ќе кажеш добар готвач е оној кој што може да се забележи по него дека има малце повеќе килажа. Од дозволеното. Па ја не мислам така. Значи дека е добар. Тоа се стереотипи. Тоа е старо правило е тоа. Старо правило е тоа. Добро, хедонизам со Фичо, гастрономско искуство низ Македонија. Каде прошетавте досега? Како сте пречекани? Сте изненадили нешто? Се покажали она добро познатото дека ние сме добри домаќини и добри познавачи на кујната? Така, прошетавме доста градови, повеќе од 20 градови до сега, каде ќе видиме следно, така е завршена секоја емисија, ќе мора да почекате да видите. Ќе мора да почекате да видите, точно. Да, значи, добро сме пречекани сегде, луѓето се многу гостопримливи, ние како народ сме многу гостопримливи, дури последно имавме проблем од таа гостопримливост се полнат маси со храна кои што секогаш ние не можеме да ги испреговараме да биде помалку од тоа. Самите луѓе од себе мораш ова пробаш, колку работи можеш да пробаш. Најчесто имам проблем со тај, често го кажам, многу храна, еден човек колку може да изеде, 300-400 грама максимум. Они полнат цели маси, во ред, ја тоа го разбирам и го вие споделувате како екипа, па добро. Апсолутно. Значи, ја тоа гледам да го испочитуваме, значи да го снимиме све, да биде како што треба да пробаме, да ги искоментираме тие комбинации на вкусови кои што ги направиле за нас. Во принцип е многу добро и сама и темата на оваа емисија е да ние покажеме дека има многу што да понуди оваа земја. Значи дека кај нас има вистина многу добра храна, многу сериозна храна. Серијалот е насловен Хедонизам со Фичо. Хедонист е човек кој што ужива во животот, но некако со ова динамично време во кое што живееме, нема толку време да уживаме во храната, некако седнуваме и се најадуваме, а вие всушност сакате да представите вистинска вредност, тоа е дека храната треба да се ужива. Дефинитивно, вака, хедонисти се луѓето кои што да речеме уживаат во храната, меѓутоа тие не јадат за да живеат, него јадат за да живеат, не јадат за да преживеат. Буквално хедонисти се луѓе кои што внимаваат на кој тип на храна се внесува во кој дел од денот, сакаат добра чаша вино, значи буквално го уживаат животот од друг аспект, од друга гледна точка. Некој ќе рече, па не е се во храната, во ред не е, меѓутоа има луѓе кои што живеат во уметност, има луѓе кои што живеат во спорт, има луѓе кои што живеат во храна. Тие се хедонисти. Значи, буквално и патувањата кои што ги реализираат низ животот, да речеме, како што ние одиме на одмор на море, тие одат, патуваат и посетуваат ресторани, посетуваат различни вендори со улична храна и едноставно се сведоци на некои нови вкусови и комбинации на вкусови. Те изненади ли некој предел до сега? Па да, имавме изненадување, пример Свети Николе. Свети Николе? Да, Свети Николе е многу интересно. Кочани е многу интересна емисија. Таа уште не е објавена. Ќе изгледа последна снимавме. Најавуваме. Да. Добро. Кочани беше многу интересна. У Кочани интересно што е еден од најдобрите пицери што никогаш постал кај нас.
Таму Кој што работи всушност човекот. има и академија. Да, има академија, човекот функционира у Кочани. Буквално е познат по цел свет. Свети Николе ме изненади од понудата на храна. Фантастично, значи добро спремено све, без грешка, што би рекол. Многу интересно и луѓето многу гостопримливи. Да бидам искрен, неколку пати во животот сум бил во Свети Николе, ова беше, не знам, може би втори или трет пат, и као да се наоѓам негде во странство, така се осеќам. А благодарение на емисијата не само што не шетате низ Македонија, многумина немаме и времено и можности да прошетаме, а верувам дека и по завршување на некоја емисија ве прашува: добро, каде бевте, каде јадевте, сакаме да отидеме да пробам. Како не, многу луѓе ми пишуваат, ми се јавуваат, ме прашуваат за каде се овие места, кое, вика, тоа е многу интересно што ме прашуваат, кој е вистинското мислење твое? Остај сега ти телевизија. Вика, дали стварно е добро? Викам, ја нема го снимам ако не е добро. Или ако не било добро, нема да го пуштиме нормално, така. И веројатно таа експресија, кога е навистина, може да се забележи по тебе кога нешто навистина многу вкусно, и како знаат да измъмкаат готвачите дека ова вреди да се проба, не може да се изглуми. Не може. Се може да се изглуми, меѓутоа... Ама се забележува. Јас сум човек кој што ужива во храната и во некои моменти кај што за мене е предобро да екипава дечки кои што се позади камерите, е добро, викам, дека пинџур беше. Тама мене од пинџур до пинџур ми има разлика. Пошто ја ги гледам тие разлики. И различно ја уживам храната. Постои еден мит или вистина, ајде сега малку ќе го објасниме, дека подобри готвачи се жените, дека многу добро познати имиња, како шефови, се мажи. А пак митот произлегува од тоа дека патот на срцето до мажот е преку стомакот. И тука жената може би повеќе го добива епитетот и пиедесталот дека таа подобро готви од мажот. Сега ќе го објасниме тоа кој е подобар готвач или едноставно зависи од личноста? Вака, не може да се каже кој е подобар готвач, нема најдобар готвач во принцип. Дали се мажите или жените, ја не би направил тука никаква разлика. Во минатото оваа работа работеле мажи, бидејќи била многу тешка работа. Била тешка физичка работа, тоа биле големи лонци по кујните, сега веќе имаме технологија, кај што има хидрулични кревалки на тие големи лонци. Во минатото немало, ги кревале луѓето кои што работеле во кујна, значи тоа замислете сега да измиеме лонец од 300 литра, значи тоа треба го превртиш 20-30 пати. Да. Жените не може да тоа го работат, затоа и биле тие мажи така малку набиени, да речеме гојазни и така натаму, бидејќи имале... А оттаму не од што јаделе, добро. Сигурно јаделе тоа од воздух, не. Вика, ништо не јадам, се дебелам, не може. Не, нема тоа. Тоа не игра. постои. Веројатно затоа и мажите останале во историјата како ете дека оние работат оваа работа. Меѓутоа во поново време, дури еве во овие да речеме мишелинста ресторани, се повеќе настапуваат жени, мислам, и освојуваат таа сцена. Искрено, ја мислам дека тука нема врска дали е маж, жена или... Нема подобро. Знаеш што ми се допаѓа многу во серијалот? Знаете да не прошетате од, го спомена пинџурот, од наједноставните традиционални јадења до висококласни ресторани, јадења. Имаме да понудиме се, а може би не знаеме што се имаме. Тоа е вистина. Во нашата држава. И сега патувајки се изненади и самиот, од јас на вистина гледајќи емисијата се изненадувам. Не знам дека постојат некои кај нас видови на храна, ресторани, дека сме отидени толку напред. А постојано се зборува за ова цела, за професија, дека се повеќе ни одат готвачите, немаме кој да ни готви. Голем проблем. Голем проблем. Дефинитивно, мислам, поентата на емисијата ни е да покажеме една паралела помеѓу традиционалното и модерното, да покажеме што све ние нудиме, што нудат нашите помали градчиња, дека не е само Скопје, дека не е Скопје све. И не е Скопје све. Да. Дефинитивно има многу добри ресторани, да речем, може и едни од поддобрите во државата се надвор од Скопје. Да речеме, во Гевгелија бевме фантастичен ресторан. Еве сега следно ќе одиме во Струмица, исто така фантастичен. Зборам ресторан од светски рамки. Да. Буквално све... Значи, рушиме стереотипи кои што постојат кај нас дека немаме што да понудиме. Имаме. Само едноставно треба малку да излеземе од рамките или да се излеземе од границите на сопствениот град и да прошетаме малку низ државата. Да речеме за ресторани во Гевгелија и Струмица,
вредница за да запалите кола од Скопје да отидете ги посетите. Вистина храната што се служи таму е внимателно одбрана, секогаш прва класа, сервирана е добро, послужени сте светски, значи врвно многу добро. Гледаме дека некој посветил внимание на тоа. Ресторанот е направен одлично, значи дизајниран, како што треба, како да не сте во државата. Поголем проблем имаат тие што немаат гости доволно. Ова е добро да се слушне и дефинитивно има причина зашто да ве следиме, се надеваме на нова сезона, на нешто што ќе ја продолжи оваа приказна, па ќе имаме од каде да гледаме пример и понуда каде, ако ништо друго, викендот да го поминеме. И сега, освен тоа што забележувам дека споделуваш и совети во поглед на готвењето, каде правиме грешки, како да ги исправиме, па ќе ти искористам да те прашам зошто ми лепи секогаш првата палачинка и не ја бива? Зошто ми лепи на тенџерато? Што работава со првата палачинка? Библиско прашање дефинитивно, али ајде веднаш да го објасниме. Ова не е одговорено точно, значи не сам веројатно има некој научно да каже. Кажи ајде дека тебе ти лепи да ми олесни. Ајде, види, предпоставам, па да, зависи многу од тавата, зависи многу од температурата. Значи првата палачинка најчесто ја брзаме бидејќи сме во исчекување да ја направиме и да биде изедена. И веројатно не е доволно температурата на тавата постигната, не е доволно висока и тогаш се ствара контакт меѓу таа палачинка смеса и самото тавче. Меѓутоа добра тефлонска тава со правилно загреана и смеса нормално како што е по рецепт, мислам дека не треба да има проблем ни првата палачинка. Али веројатно тоа е пракса, искуство и колку повеќе правиш, значи ти правиш малку палачинки у принцип. Треба да правиш повеќе. Ми се допадна дека го лоциравме проблемот. А мислев ќе кажеш, Јована, треба да се готви со љубов, со внимание и трпение. Со секогаш. Секогаш, без разлика. Ако не си разлика. расположена, не почне да готвиш, тоа едноставно. И тоа се забележува. Дефинитивно. Фичо, ти благодарам. Филип Поповски. Сега И готов. благодарам, Јована. Благодарам за гостувањето. Навистина ми представуваше чест, задоволство. Ќе потпрашам уште неколку работи додека си тука. Ќе ја следиме хедонизам со Фичо и ќе се надеваме дека приказната ќе продолжи. Да имаме од каде да земаме и запишуваме прибелешки. Ќе биде се подобро и подобро.